Во Австрија е најнормално државата да финансира приватни научни институти. Виена е дефинитивно добар град за живот, ама далеко од тоа дека е идеален. Имате една изрека црвена Виена во црна Австрија, големите средини како Виена кои што имаат многу странци гласат лево. Ние сме приватен институт, но не профитен, значи ние не сме во собственост на државата. Можеш да побегнеш од Балканот, ама не може Балканот да побегне на тебе. Во економијата има таа теорија на GDP фетишизам. Кај нас никогаш немало оваа независна Македонија, никогаш немало здраво тоа дека граѓаните може да направат нешто такво. Има еден виц во Америка за југото, од каде доаѓа името југо, you go, I go, but we cannot go together. Да имало добри политики, немаше да пропадне социјализмот. Историјата е учителка на животот. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Здраво, Бране, што го врти светот? Парите и затоа е толку грд. Добро. Живот во Австрија или во Македонија? За работа Австрија дефинитивно, за дружење апсолутно Македонија. Добро. Невидливата рака на пазарот или државен интервенционизам? Невидливата рака на пазарот зима од сиромашните и ми дава на богатите, но во принцип дефинитивно државниот интервенционизам. Зошто го очекував ово од тебе, министерство или научен институт? Зависи зашто министерството е ако сакаш да имаш влијание, да влијаш некако на светот, да ги менуваш работите, и ако сакаш подинамична, понапорна, постресна, интензивна, ако сакаш посмирена, попуштена работа, повише уживање, повише она што се вика денеска work-life balance, рамнотежа меѓу работа и живот, дефинитивно институт. Добро, значи не важи она со клатењето врата. Виена е број 1 град за живење или most livable city, не знам како правилно да се преведе кај нас. Според последното мерење за 2024 година, ти живееш во Виена, па логичното прашање е зошто е број 1? Па, зошто е број 1? Мислам, и тие рангирања си имаат своји проблеми, дефинитивно не се идеални, но тие мерат, да кажеме, некои формални работи. Например, не знам, должина на животен век, просечна плата, велосипедски патеки, зелени површини, такви некои работи. Такви не небитни. Па не дека се небитни, ама не е се во тоа. Така. И кога ќе се земат тие работи, Виена е окей. Во принцип не е лоша за живење, не ја мразам, ја сакам. Она што ми се свиѓа во Виена е, не знам, една работа, например, ја таму немам кола. И не ти ни треба да имаш кола, можеш совршено да живееш со јавен превоз, зимно време, летно време точак возиш до работа, до било каде, така што тоа е една супер работа што многу ми се свиѓа. Да, не мораш да се главиш во сообраќај, затоа што ти е тоа прашање на транспорт, веројатно решено. Апсолутно. Има многу зелени површини, има многу паркови, има 100 паркови во Виена. Не знам, некогаш за викенд каде ќе идеме, мислиме кој парк да го посетиме. Не сме ги посетили уште сите. Има многу музеи, има не знам колку музеи, исто околу 100 музеи, на различни теми, некои се мали, некои се поголеми, многу од нив се бесплатни за деца. Така што тие работи многу ми се свиѓа дефинитивно. Здравствениот систем е одличен, нема приватно здравство таму. Се што идеш на доктор, покрива фондот, покрива државата, за ништо не плаќаш. Нема барање врски, пишеш мејл, дури на англиски, или се јавиш на телефон, дури без германски, ти закажува термин, многу брзо, све се завршува, тоа супер функционира. Јавна администрација, има апликација дигитална, како да се вика дигитална јавна администрација, таму ги вршиш сите работи. Ти треба потврда дека си здравствено осигурен, ти дава, таму ја вадиш одма, секунда PDF ти дава. Ти треба, не знам, потврда дека си платил данок, она све вадиш у секунда. Така што тие работи функционираат и тоа многу ми се свиѓа. Ама од друга страна не сакам да се глорифицира нити Виена, нити Австрија, нити Западот генерално, затоа што имаат и тие своја темна страна. Например, една од работите што не ми се свиѓа е тоа што луѓето во Австрија, во Виена се многу некако роботизирани. Не се лоши, не можам да кажам дека се лоши, ама немаат емоција, немаат страст. Премногу се некако живењето таму е сведено на извршување на некоја општествена функција. Нема таму не постои она што го спомнав претходно, не
постои концептот на дружење. Дури германскиот јазик нема збор за дружење, не можете да го преведете дружење на германски. Некој ќе каже дека има сигурно збор за дружење. Стварно нема ни англискиот. Во англискиот има socialization, што не е дружење, тоа е социализација, тоа е нешто друго. Ама дружењето е наш термин од од словенските јазици. Така што и тоа доста кажува и за таа култура. Така што тоа не ми се свиѓа што некако таму луѓето се поладни, подистанцирани, позатворени. Не, окей, може би, да не збориме сега за тоа, да се задржиме на Австрија и на Виена. Тоа не ми се свиѓа што луѓето се некако поладни, позатворени, помалку емотивни и помалку има дружење. Не ми се свиѓа тоа што и покрај тоа што нели најдобар град за живот овоана, не е исто за странци и за австрици. Австрија е држава која што не е еднакво општество за сите. Има на некој начин дури паралелни општества. Едното е за австриците, за оние што се, да кажеме, локалци, што се можеби претопени или како сакате наречете го тоа, навлезни во системот, и друга Австрија за имигрантите, особено, не знам, од земјите од подалечен исток, кои што не го зборуваат јазикот, кои што се, не знам, можеби од друга религија, и тоа не ми се свиѓа. Постои навистина сегрегација и таа се гледа. Не е дека тоа, не знам, само некои радикалните, да кажеме, левичари тоа го зборуваат, него стварно се гледа таа сегрегација и тоа не ми се свиѓа. И третата работа што не ми се свиѓа е што политички во последно време и тие одат во погрешен правец, како веројатно и целиот свет, за жал, екстремната десница јача, многу јача, и екстремната десница таму не е како, да кажеме, нашиве националисти, туку екстремната десница таму има неонацистичка нота и тоа е сериозен проблем. Тоа се луѓе кои што сметат дека австриците, германците, ариевците, северњаците се највисока раса, тие се најдобрите луѓе, сите други се испод нив, и тоа е навистина онака малку сериозен проблем, не малку, туку многу сериозен проблем, и не ми се свиѓа што тоа доста расте. Така што генерално мислам дека Виена е дефинитивно добар град за живот, ама далеку од тоа дека е идеален и дека е совршен. Затоа што го наша прашањето за десницата, морам да кажам дека во Виена тоа не е случајот. Виена е политички на левата страна, и тоа стално го кажува таму. Виенчаните имат една изрека. Се гордат апсолутно. Имате една изрека: црвена Виена во црна Австрија, односно Виена никогаш не била десничарска, секогаш била левичарска, социјалистичка, социјалдемократска, како сакате наречете го. Дури сега на изборите секаде во Австрија екстремната десница освои, не знам, 30 и нешто % од гласовите, во Виена социјалистите освоја 35%. Така зошто дали можеби социјалистите и, да кажеме, таа мисла во Виена недоволно се обраќа кон другите, затоа што или има некој елитизам, затоа што ако не резонираат со огромен процент од државата, тогаш сигурно има некоја причина за тоа. Сложено е прашањето, ќе треба многу поголема емисија за да го истретираме што треба, ама накратко ако можам да дадам мое видување, затоа што луѓето се незадоволни од својот живот. Поминуваат, криза е насекаде. И во Австрија животот само се потежок. Единствената политичка опција што им ветува промена е екстремната десница. Само тие викаат: ние ќе ви дадеме различен живот од овој што го имате сега. Со тоа што не викаат, проблемот се мигрантите, платите ви се ниски затоа што мигрантите дојдо од истокот и ви ги смалија платите. Цените се високи затоа што мигрантите дојдо, почна да купуваат храна овона, скокна цените у небо. Здравство лошо, мигрантите се криви. Тие нудат некое решение, им кажуваат на луѓето: ние разбираме дека вие сте незадоволни и ние ќе ви дадеме промена. Другите политички опции не даваат промена. Другите политички опции се за продолжување на статус квото, дури социјалдемократите, и затоа обичниот човек гласа за екстремната десница затоа што сака промена, затоа што неговиот живот не е доволно подобар, не е доволно добар. Други интересен момент што исто така сакам да го истакнам, се извинувам што премногу должам и што навлегувам во политика, се договоривме дека нема да збориме за политика, ама интересен зошто на пример во Виена, една од причините зошто во Виена се гласа, да кажеме, лево, во другите места десно, е затоа што во Виена има многу мигранти. 45% од луѓето во Виена се странци. И луѓето кои што виделе странци знаат дека тие не се чудовишта. Да, апсолутно, и затоа викаат: па немам проблем со тоа што има странци во државата. Супер е Бранимир, види го, си работи во институт, оди по паркови, што му супер, али од друга страна, малите средини кои што не виделе странец никогаш, не знаат што значи мигрант, имаат некоја лажна представа за нив дека тоа се некои чудовишта кои што ќе дојдат, ќе ги изедат луѓето, ќе им земат работните места, ќе им земат социјалната помош, и викаат: не се плашиме од нив, мораме да спречиме да им дојдат тие ѓаволи, и затоа тоа е една од причините зошто, да кажеме, малите средини кои што немаат странци гласат десно, а големите средини како Виена кои што имаат многу странци гласат лево.
Тоа има целосна логика, особено ако се земе предвид дека и тие странци влегуваат во гласачкото тело во овие средини, понатаму точно биле луѓето изложени, познаваат луѓе, има мешани семејства, многу Иако слично, тука така за- што мене ми е тоа логично, ама ќе продолжиме да зборуваме за системите. Не очекувавме од тебе да нема политика кога ќе дојдеш на подкаст. Се извинувам. Ама еве како економист и кога зборуваме за квалитетот на живот во еден град друг, во Скопје моментално луѓето се многу незадоволни од квалитетот на живот. Тоа се покажува и во одселувањето, и во тоа дека ете немаме основен јавен транспорт и во моментот колку време тебе ти требаше да стигнеш до тука, нели, со кола, затоа што падна дожд и така натаму. Значи, генерално има големо незадоволство. Никогаш не сме биле рангирани повисоко на листите за Most Livable City и мислам дека тоа не е невозможна мисија според мене, што е потребно за да се направи Скопје добро за живот. И дали е тоа невозможно со оглед на тоа што ние имаме од друга страна дружење, и како термин и луѓето се дружат и сето тоа е во ред, не недостасуваат овие другиве средините работи, но ако се спојат двете, можеби ќе имаме најдобар град за живот или барем еден од топ 30 нека бидат еве. Потребно е тие што го водат градот и државата општо, да почнат да се грижат за потребите на обичниот човек. Така е. Една од првите работи што ги приметам ја кога ќе дојдам во Скопје секогаш е колку нови згради има почнато да се градат во мојата околина. Живеам во центарот, негде околу Грчка амбасада. Така Сега пофали кога дојдов тука, во радиус од 50 метри, тоа малку што проштав за овие 2 дена, видов 3-4 нови згради. Од друга страна, и секогаш е така, не само сега, секој мое ново доаѓање, 3-4 нови згради почнале да се градат. Од друга страна, нема ни едно ново дрвце посадено, нема ни една клупа посадена, нема ни едно детско игралиште направено, некое Така е. парче, цветче засадено, ништо нема такво друго направено. Па ние ги анализираме и училиштата, еве во центар не е толку страшна состојбата, но да кажеме во аеродром каде што исто така многу згради се градат, таму па поради изгледот на самото, како да кажам, на самото мало и поради некој урбанизам кој што постои, може да се градат и многу високи згради со многу станови. Младите поради понискиот квадрат често купуваат, а училишта нема, градинки нема. Заеднички оние игралишта се помалку има недоволно за тие деца кои што доаѓаат таму да живеат. Така. Во Виена, од друга страна, не сум видел во овие 4 години колку што живеам таму, не сум видел зграда да почне да се гради негде кај што сум живеел јас. А од друга страна, она што ми е многу интересно, има проширување на тротоарите. Значи, мали им се овие тротоари што ги имаат сега, што се, не знам, по 3-4 метри, мали им се и тие, и прават, не знам како се вика тоа, мислам дека шикан или не знам точно како се вика, на крајот од тротоарите кај што е нели она ќошето, го прошируваат тој дел и прават нешто као островче, и тоа го забавува и сообраќајот, колите да возат поспоро, и го прошируваат тротоарот, и тука стават зеленило и стават клупички, стават цвеќенца, зеленило, клупички, за да можат луѓето кои што, не знам, од зградата излегуваат, шетат куќиња, не знам што, да може да си седнат, да си одморат и слично. Во Македонија ништо такво нема. Во Македонија нема тротоари. Значи, нема тротоари, има премногу коли, но нема алтернатива. Не може да очекуваме дека луѓето, еве, јас живеам блиску до центарот, ти живееш во центар, за нас е многу лесно да стигнеме пешки на работа, да си го однесеме детето пешки во градинка и да отидеме на работа и да бидеме на време. За мнозинството луѓе кои што живеат малку подалеку од центарот, нема како на друг начин да стигнат освен со кола. И тука се случува паркирање и слично. Знам дека не ги обвинуваш за тоа. Ја ги обвинувам оние што треба да го средуваат градот. Абсолютно. И проблемот е што тие што треба да го средуваат градот не се фокусираат на овие основни проблеми. Значи, се што треба да почнат да ги средуваат, на пример, тротоарите. Среди ги тротоарите. Направи, не знам, посади цвеќиња, зеленило, зелени површини. Среди јавен парковите. превоз. Јавен превоз апсолутно, сега тоа ќе кажам. Јавен превоз апсолутно. Една од причините зашто во Виена нема загадување, воздухот е чист, е затоа што луѓето не возат коли, а не возат коли затоа што нема потреба да возат коли. Имаш 5 метролинии кои што, не знам, те поврзуваат во било која точка, имаш освен тој, не знам, автобуси, трамваи, имаш и велоточаци ако сакаш да возиш, има она што е интересно, има кар шеринг, односно делење на авто. Коли, немаш кола твоја, него ако ти треба да возиш кола, имаш апликација во близина, не знам, 5 минути од кај што живееш ти, можеш да изнемиш кола со апликација со телефон и да ја возиш негде, електрични се тие обично, ти треба да отидеш негде кај што нема јавен превоз или да купиш нешто, не знам, од Икеа, идеш со колата, ја товариш, доаѓаш дома, ја оставаш, плаќаш нешто минимум, не знам точно
што десетина евра ќе платиш за тоа, поевтино него такси. Тоа сите тие работи може во Македонија да се направат. Значи не треба да измислуваме топла вода, само треба да видиме што се прави во другите градови и тоа да го примениме. Затоа и те поканивме, имаме и други гости кои што се македонци кои што живеат надвор, па може да ја направат таа паралела, биле активни некако во општеството, тука сега се исто така активни таму, така што ова ми е супер и на темата искрено мене како утре ако некој е носител на одлуки, да гледам дека граѓани, мои гласачи граѓани или без разлика луѓе за кои што јас работам, вратата од автобус буквално имаше такво видео. Ја маваше жената внатре во автобусот што немаше место. Јас тоа да го видам, посебно возрастна жена која нема алтернатива на кој начин друг да се превезе, јас тоа да го видам, јас утре дента би си рекла без разлика која позиција да ја извршувам, дечки поздрав, ова не е во ред. Значи, јас навистина не знам како толку многу се издвојува, да кажеме, кај нас политичарот од обичниот граѓанин. Дури добра идеја и постои во држави како Финска и други поразвиени држави, пракса да политичарот оди на работа не со запирање на семафори, туку со истото метро, со истиот автобус и да биде меѓу луѓето и да види како функционира, особено ако води град, градот кој што го води државата која што ја води. Така што мислам дека тоа е прв чекор некој. Конкретен пример од Виена на оваа тема, председателот во Виена оди на работа со јавен превоз со метро. Ја не сум го видел, ми кажувале дека го гледале. Го видов еднаш во парк, шеташе куќиња. Ја не го ни познав, немаше ни обезбедување ништо. Мислам имаше двајца обезбедувања, ама беа во цивилно и беа онака неприметни. Ја не го ни приметив некој стар човек, гледам си шета куќиња, ми кажа пријателката што беше со нас во паркот, кај е го председател. И најнормално, никој не му ни пристапи ни ништо. Најнормално е таму да видиш председател или било кој друг политичар да иде на некој јавно место кај сите други луѓе и нема ништо страшно околу тоа, нити некој. Тоа е првиот чекор, да биде меѓу народот за да може да види или меѓу луѓето за да може да види што се случува и како се живее. И кај нас го прават тоа само кога ќе дојдат изборите за да снимат видеа, да. И овде го прават стварно, овде стварно така живеат. Добро. Ние сме работеле со министерство стварно така одеше на работа, луѓето мислеа дека е пиар, ама јас себе потврдувам дека не бил пиар. Значи, ајде сега малку за тоа каде работиш таму. Отида во Виена, не само ти, уште еден колега од тимот кој што работевме во финанси исто отида во Виена, двајцата со обезбедено работно место, односно работна позиција која што е добра. Работиш во институт кој што има можност да истражува многу интересни работи затоа што постои од 72 година. Та молам објасни ми за работната позиција, каде си сега, што работите, каков ти е тимот и слично. Да, значи мојот институт се вика Виенски институт за меѓународни економски студии. Накратко, тука го познаат како Виенски институт, постои повише од 50 години, 72 е формиран. Е формиран како на некој начин место на кое што ќе се среќаваат економистите од западот и од истокот. Затоа што Виена има специфична историја и Австрија, тие се воено неутрални, не се членка на НАТО, се членка на Европска унија, не се членка на НАТО и од секогаш, па и денеска, важат за земја која што на некој начин спои помеѓу истокот и западот. И во 70-тите години се јавува таа идеја, ајде на некој начин да видиме, да бидеме место каде што ќе комуницираат, ќе се дружат, ќе разменуваат мислење, искуства, знаења, економистите од западот, од западна Европа и економистите од источна Европа. И со таа цел е креиран институтот и во тоа време ја покривал источна Европа со цел на западњаците да им каже како се живее во источна Европа, но и за да биде она што го спомнав како спојка меѓу истокот и западот. После тоа кога се распаѓа кога пропаѓа социјализмот, малку се менува институтот, ја губи више таа поента на спојување помеѓу двата система, туку почнува да се фокусира само на источна Европа. И сега е тој институт кој што ја истражува источна Европа, објавуваме редовни извештаи, 3-месечни извештаи за состојбата, економската, политичка, социјална состојба во источна Европа, во 23 источноевропски земји и освен тоа правиме разни истражувања на разни теми, пред се околу источна Европа, но некош не само источна Европа, затоа што сме академски институт. Ние сме приватен институт, но не профитен. Тоа е интересно нешто во Австрија, значи ние не сме
во собственост на државата. Ние сме приватни, ама не правиме пари. Дури ако имаме некоја година, затоа што нели имаш приходи и расходи, некоја година ако приходите ти се повисоки од расходите, тоа стои како резерва, па следна некоја година ја покриваш загубата што ќе имаш. Така што тоа е интересен момент на работење. Дава слобода. Апсолутно. Со тоа што голем дел од средствата, дури сега, околу половина од средствата, ни доаѓаат од државата. Значи од Министерството за финансии, од Народната банка, од градот Виена и од други државни институции, тие имаат субвенција на некој начин, дотации, што и да ни даваат пари на нас како институт, и ние работиме некои извешти, анализи, што и да е за нив. И тоа е многу интересен момент. Во Македонија не можам да замислам тоа да постои, државата да каже одеднаш ќе финансираме институти. Тоа ќе биде промотивни активности во најголем дел. Ќе се крине на галама, ќе кажат државата сега ги купува, ги подплатува вие, или какво е тоа трошење, расфрлање со државните пари. Во Австрија најнормално државата да финансира приватни научни институти. Да, за да добива од нив одредени информации, податоци, анализи, кои што ќе помогнат на некој начин да донесе подобри одлуки, и таквите држави носат подобри одлуки. Државите што инвестираат во наука се покажува дека имаат подобра економија. Апсолутно нема дилема. И само да ја довршам приказната за институтот, јас сум таму веќе 4 години и го покривам Балканот таму. Практично се што работиме за Балканот, нашиот институт, јас сум на некој начин координатор за тоа. Сите проекти што ги имаме или целата таа редовна работа што е со тие извешти, каква е состојбата, тоа го покривам јас на некој начин, го координирам. Че работиш од таму за тука. Па на некој начин да, значи не може, ја знаете можеш ти да побегнеш од Балканот, ама не може Балканот да побегне од тебе. Така што тоа е тоа. Не може Балканот да побегне од мене. Сега интересна студија работевте баш на оваа тема, каде што гледавте колку време ќе е потребно конкретно за Западен Балкан, за државите од Западен Балкан, каде што влегува и Македонија, да го достигне европскиот просек на плати и на предпоставувам квалитет на живот би било на некој начин тоа. Колку години ќе ни се потребни ако продолжиме во истата насока и не смениме нешто? Значи тој проект сега ќе го правиме, ќе опфатиме 50 индикатори во 6, 7, 8 групи на индикатори, економски, социјални, образование и слично, здравство, животна средина и слични такви индикатори, кои што му значат. Како? Змај ќе ве поддржи. Да, ќе го работиме заедно со Змај, да, значи проектот ние од Виена го на некој начин координираме, ама го работиме со 6 think tankoви, односно институти од Балканот. Значи сакаме да имаме од Македонија, од Србија, од сите останати локален партнер со кој што ќе го работиме тоа заедно. Значи партнерска соработка е и ќе мериме според сите овие индикатори кои што му се значени на обичниот човек, на пример за квалитет на здравство, колку државата вложува во здравство и слични други индикатори, ќе мериме колку балканските земји се блиску или далеку од Европската унија. Уште ги немаме сите тие анализи направено, сега го почнуваме проектот. Она што можам да го кажам на пример за БДП по глава на жител, тоа е нели главниот индикатор. Да, тоа е веќе позната, па за тоа и те прашувам, да. БДП по глава на жител, кој што е еден од главните индикатори за мерење на квалитетот на живот или економскиот стандард, според него Балканот, Западниот Балкан така наречен, денеска е на 44% од европскиот просек, од просекот на Европска унија, помалку од пола. Тоа што значи, тоа е во реални износи, тоа значи дека ако во Македонија можеш со платата да купиш 44 кила јаболко, во Виена, во Австрија можеш да купиш 100 кила јаболко, односно 2,5 пати повише добри услуги отколку тука. Или друг пример, ако Македонија можеш да си дозволиш да идеш 4 дена на одмор, на Малдивите, карикирам, во Виена можеш со платата да си дозволиш да идеш 10 дена, 2,5 пати повише отколку во Македонија. Така што реалната куповна моќ на луѓето во Европската унија е 2,5 пати повисока отколку на Балканот. Тоа не е мала разлика. И значи тоа ќе ни биде првиот индикатор, каде сме како процент од Европската унија, и вториот индикатор ќе ни биде колку години ќе ни треба за да стигнеме до европскиот просек. За овој индикатор, според БДП по глава на жител, ќе ни требаат 150 години да стигнеме до европскиот просек. Значи ни син ми, ни децава наши нема да стигнат ако продолжиме вака. За жал, да, најверојатно можеби на Марс кога ќе се преселиме, кога ќе почнеме да живееме, можеби тогаш ќе ги стигнеме. Да, но за жал нема да бидеме тогаш живи ние. Попрво на Марс отколку на нивото на Европска унија, ако продолжиме вака. Така. Предпоставката е дека нема да продолжиме вака. Јас искрено се надевам, мислам дека нема да смееме да продолжиме вака затоа што побрзо ќе снемаме луѓе, што е проблем за бизнисите. И верувам дека ќе
ако не направи државата, што е подобрата опција, ќе мора раката на пазарот нешто да Јас направи. не се уздам во бизнисите, се извинувам, Да, што знам. ти ја рушам позитивната волја, ама не, на вистина не, што ти го рушам оптимизмот, ама не се уздам во бизнисите, ама Визионерството мора да е кај државата, се Поентата е, служам за тоа. едно од поентите на тој проект е да кажеме што треба да се направи, кои мерки конкретно треба да се преземат за да се сменат работите и што би се случило ако се сменат тие работи. Например, ако нашите политичари ги преземат вистинските политики и ако ЕУ малце стане поискрена кон нас и ни даде посуштинска подршка, колкуто рок ќе се скрати. Ако сега ни требаат 150 години за да стигнеме до ЕУ, колку ќе се скрати тоа ако видиме промена на едната и на другата страна. Тоа е една од поентите. И друго што сакам тука да го истакнем дека не треба да се фетишизира БДП, бруто домашниот производ, GDP. Во економијата има таа теорија на GDP фетишизам, Стиглиц и некои други економисти го критикуваат тоа затоа што БДП, што му значи БДП на обичен Тоа човек? имаше Не знам, многу да добра излеземе тука изјава. надвор, да. Еден музичар го слушав на друг подкаст и вика БДП. Што е тоа БДП? Така е. Што на мене ми значи како музичар, Апсолутно, така апсолутно. БДП. Битно е квалитетот на живот да се подобри и тоа да го почувствуваат сите. Веројатно Така е, тогаш апсолутно, нешто да. би И значило. тоа е суштината на овој проект, затоа што ќе се фокусираме, ќе земеме, не знам, 50 индикатори, не само БДП, туку ќе земеме и, не знам, должина на животен век, не знам, стапка на смртност на новороденчиња, не знам, PISA, како се вика, оценки, сите други такви индикатори кои што мерат реален живот, не знам, загаденост и многу други такви, колку се вложува во, не знам, истражување и наука, сите оние индикатори што му значат нешто на обичниот човек и ќе мериме колку во секој од тие индикатори сме блиску или далеку од, не знам, од Европската унија. Значи нема да биде само БДП, туку сите овие други работи, Не само кои што многу БДП, повеќе му туку значат. здравство, образование, Апсолутно. економија, плата, Социјална тоа што животна на средина, луѓето им е да, добро, да. социјален живот им е важно, така што мислам дека добра е насоката. Сега прашањето е колку нели носителите на одлуки ќе ги слушаат овие насоки и ќе ги гледаат овие индикатори. Еве да кажеме Виена стигнала до некоја ниво. Што ме прогласена за град во која што е најдобро да се живе и во овој свет кој што може да се сложиме дека не оди во права насока, се издвојува. Виена е посоцијален град од другите и со тоа секогаш се фалат оние кои што живеат таму. Што го прави овој град посоцијален? Што може да се направи кај нас како некои први чекори кон посоцијално живење и така кажавме заеднички средини, паркови, игралишта, училишта, што друго би можело да се направи, јавен транспорт? Да, значи, тоа се оние работи што ги спомнав, значи јавен превоз, зелени површини, тротоари, ѓубрето да се среди, практично да имаме политичарите да се фокусираат на општото добро, на оно што му значи на обичниот човек, а не само на градење згради и ставање пари у џеб. Но за мене друго сакам тука нешто да истакнам. Главното прашање за мене тука е како Виена успеала да стане тоа што е сега за разлика од нас. И одговорот, барем според мене, е во тоа што има во Виена еден период историски кој што се вика Црвена Виена. Тоа е по Првата светска војна. Знаете, Австрија ја губи, Австро-Унгарската империја ја губи Првата светска војна, им се распаѓа империјата, многу од другите делови на кралството доаѓаат во Виена и во Виена се ствара, да кажеме, револуционерна средина со многу сиромашни луѓе, многу работничка класа кои што имат лоши услови за живот и се бунат. Барат да имаат подобри услови за живот. И тогаш имаат избори, 1917 година имаат избори и на тие избори немаат они револуција. Австрија никош немала револуција, но на тие избори се формира работничка социјалистичка партија и таа победува на тие избори и во Виена и во цела Австрија. И тоа е практично партија на работниците. Значи таму работниците наместо да прават револуција, решиле да направат партија и да ги добијат изборите и ги добиваат изборите. Тогаш почна периодот на Црвена Виена, што трае 15 години. Тогаш се воспоставени основите на социјалниот систем и на Австрија и на Виена денеска. Тогаш почнуваат со градење на социјални станови. Една, да кажеме, од заштитните знакови на Виена, па и на Австрија до некаде, се социјалните станови. Околу 40% од становите во Австрија и во Виена се социјални, во сопствена сили на државата или на градот или на некои заедници, ама не се приватни. И тие се со многу ниски цени, а од друга страна се добри, релативно добри станови, ги има насекаде низ градот, не се гетоизирани. Имате, не знам, во центарот
увеличава на градот. веројатно населението на тој начин. Значи може да имате зграда во која што живеат не за милионери и до неја зграда која што е социјална во која што живеат било какви луѓе, има мешање. Нема она гентрификација или поделба на населението, сиромашни ваму, богати ваму, што има кај нас. И тоа како? И тогаш почнуваат со тие социјални станови, тогаш почнуваат со социјалните, со школите, тогаш се воведува задолжително образование, задолжителна здравствена заштита, се градат болници, се градат дури и базени. Во Виена е многу интересен феномен што имаат работнички базени. Дури и денеска некои од најдобрите базени во градот се од тој период и навистина се убави, не знам, дизајнерски онако ќе ги видите архитектонски, се стварно убави. А внатре се со мозаици направени, стварно нешто уникатно. Има кај мене друг пример, сличен на таа тема, на отворено во еден парк кај што живеам ја, Аугартен, има базен на отворено за деца и тој е бесплатен. Значи, градот во Виена има базен во среде парк, среде градот, кој што е бесплатен за деца. Замислете во Скопје тоа да се направи. Читате ги кажете како државата тука базен ќе прави социјализам ово она, и во Виена го има тоа и тоа е најнормално. И тоа е една од причините зошто тие се таму, а ние сме ваму, затоа што таму луѓето не седеле мирни. Луѓето не биле задоволни од својата состојба и се организирале, преземале нешто за да ги сменат работите и ги направиле работите. Ги направиле оние работи што сакале да ги видат. Тоа третото мене ми е најважно, дека ги направиле работите, затоа што и тука имало ситуации каде што луѓето се организирале, меѓутоа многу често кога ќе се трне нешто да се прави, се прекинува, кога нешто е добро, одеднаш брзо влегуваат, да кажеме, други интереси, па некако некои луѓе, да кажеме, се тргнуваат на маргините, не сме успеале да направиме нешто кое што функционира. На Западот цело време низ историјата постои, па и денеска постои страв од револуции. Од француската револуција, од другите револуции, и тој страв од револуција постојано ги терал политичарите, кралевите, кои да е, председателите, да се плашат од тоа и да водат добри политики. Не дека таму политичарите се просветлени, дека се добри или не знам што, можеби се повише малце од нашиве. Ама во суштина тој е механизам. Тие се плашат дека ако прават нешто лошо, луѓето ќе им излезат на улица и ќе ги стават на гилјотина и затоа викаат не сакам тако да завршам. Па да, реално тоа е. И тоа е тезата на Чемоглу кој ќе доби Нобеловата награда оваа година, една од тезите. На Чемоглу, Робинсон и како се викаше, не е битно, тоа е една од главните тези дека стравот од револуција ги тера политичките елити да преземат политики, мерки кои што се од интерес на граѓаните. Кај нас никогаш го немал тој страв. Тука е повеќе страв од избори. Да, ама кај нас и на изборите работата е курто и мурто. Едниот ќе се јаше, другиот ќе се качи на коњот и коњот пак продолжува по исто, така што нема суштинска промена. Кај нас никогаш немало во оваа независна Македонија, никогаш немало стравот дека граѓаните може да направат нешто такво и затоа политичарите се толку комотни, затоа што кажи ми кој политичар завршил за решетки или му е одземен некаков имот. Никој, сите поминуваат неказнето и затоа се имоти. Имаше некој, сега еве гледам дека има и теков на некои случаи кои што се водат против политичари. Има во континуитет, меѓутоа генерално тоа се уште не е веројатно нешто кое што е подобрило состојбата и животот во државата. Мене ми е она што го спомна, никој во независноста. Јас сум родена 92 година. Тоа е една година по распадот на Југославија и многу често слушам тези од типот на ова беше подобро во Југославија, ова од Тито никој не го направил и така натаму. Меѓутоа, тие социјалистички системи кои што постоеле и југословенскиот и други некои се распаднале, што значи дека не биле совршени. Сега твојот институт е еден од ретките кој што некако има одврзани раце да ги истражува овие работи, меѓутоа имате и историјат, затоа што институтот е создаден како некоја врска помеѓу истокот и западот, да ги истражувате овие работи. Што е тоа, зошто пропаднаа социјалистичките системи и зошто не функционираат и ден денеска? Гледаме дека луѓето во таквите системи не живеат подобро отколку во западните системи денеска. Имавме еден проект на оваа тема, само што го завршивме. Добре. Проектот беше ќе дам краток вовед, па после ќе кажам што е суштината. Проектот беше финансиран од Австриската народна банка, што е многу интересно. Затоа што проектот е за социјализмот, зошто пропадна социјализмот на некој начин. Социјализмот во Источна Европа. Австриската народна банка нема врска со тоа. Источна Европа многу е галена Австрија,
минато социјализам никогаш немала врска со тоа, ама тоа е онаа приказна дека таму знаат луѓето што е наука, ценат наука и финансираат, поддржуваат наука. Затоа што учат затоа што знаат дека тоа можеби нема сега да им користи на нив лично, ама на некои други можеби некош ќе им користи. Тоа е суштината на науката, да ја поддржувате од нови откритија, нови сознанија, затоа што никогаш не знаете што кога ќе ви затреба. Да се навратам на истражувањето. Значи, многу работи правевме во тоа истражување, голем проект беше, затоа што, како што кажав, институтот постои повеќе од 50 години и една од идеите беше тие извешти што сме ги правеле пред 50 години, што ги правеле колегите пред 50 години, да ги дигитизираме, да ги ставиме во PDF формат, дигитален формат, да може сега да ги читат луѓето на интернет и тие бази на податоци што се собирани уште пред 50 години во 70-тите, исто така да ги ставиме во Excel формат, да ги ставиме на интернет. Тоа го направивме и откако го направивме тоа, ги анализиравме тие податоци со модерни техники, да кажеме, или модерен пристап, модерен макроекономски пристап. Да се вратам на главното прашање, зашто Лани пропадна побаравме социјализмот? податоци, извини, од Министерство за информатичко општество. Побаравме податоци кои што не се од 50-та година, туку се многу понови. И добивме, не ги добивме ниво PDF формат. Добивме испринтани табели, волку дебело, туце, кои што ни беа пратени по пошта. Во оваа насока, колку е важно да се имаат за да може да се прават истражувања податоците во дигитален формат. Апсолутно, да. Да се навратам на прашањето зошто пропадна социјализмот. Значи, зошто пропадна социјализмот? Токсичен микс, токсичен коктел, отровен коктел помеѓу системски грешки, во смисла неефикасност на системот, неповолно макроекономско меѓународно опкружување, тоа е период на 70-тите кога има нафтени шокови, инфлација, високи каматни стапки, слично како сега, но многу повеќе. И трето, грешки на политичарите, односно на креаторите на економски политики. Повеќе грешки се направени, но да кажеме за Југославија, една од главните грешки е што премногу се премногу девалвација на курсот. Динарот премногу се слабел и тоа ја ослабнувало куповната моќ на луѓето и креирало инфлација. Многу од луѓето од постарите кај нас се сеќаваат дека помеѓу тие постари сум и јас, се сеќаваат на тоа дека Југославија имаше проблем со инфлација во 80-тите години. Таа инфлација изворно почнува со тие девалвации на динарот, кои што политичарите ги правеле со намера да ги подобрат состојбите, да го зголемат извозот, ама тоа не се случило никогаш, туку она што се случило е инфлација и намалување на куповна моќ, дополнително намалување на куповна моќ. Така што зошто не се зголемил извозот? Затоа што тоа е системскиот проблем на ниската конкурентност на производството во социјализмот. Не можеле да се извезуваат тие производи што се произведувале во социјализмот толку лесно на западот. Не знам, конкретно Југославија произведувала југа, не можете да продавате југа во Германија. Има таму голфови, има Опел, не знам што, не се доволно добри југовците да се споредуваат со нив. Сепак не биле толку добри. Мислам, го поедноставам прашањето, го карикирам, не било само за југата. За југото се прави оби да се извезува и во Америка, Југо Флорида ќе им текне на некој. Имаше обиди за тоа, така што југото можеби можело да се извезува. Има виц, ми кажа да кажам неколку виц, да спомнам некој виц. Има еден виц во Америка за југото, од каде доаѓа името Југо. You go, I go, but we cannot go together. Као, толку е мала колата, не може двајца да влезат во неја. Има и едно you go, but the car doesn't. Може и тоа, да. Али, у принцип, јас си го сакам југото, мислам дека е наше. Знаеш, супер, може би ќе лежам под него, ама барем ќе лежам под наша застава. Значи, не била конкурентноста на тој систем, била ниска, не била доволно добра, за да можеле тие производи да се продават на запад, така што колку со девалвацијата на курсот вие правите вашите производи да бидат поевтини во странство. Проблемот со југото не било дека тоа било скапо, тоа било секако ефтино во Германија. Да. Ама луѓето викале што ќе ми е југо ако можам голф да купам. Така што со девалвацијата не го решавате тој проблем, да. Едноставно погрешна политика била. Ама она што мислам дека тука најважно се каже дека значи тие три, да кажеме, состојки се во коктелот, кои што сами по себе не се страшни, ни едно од нив не е доволно страшна за да губи пациентот, ама кога ги помешате трите се прави отровен микс и тоа е суштината дека да биле две од овие работи само, не знам, системските грешки и меѓународното опкружување, а да имало добри политики, немаше да пропадне социјализмот или да
дури со тие политики, со тие системски грешки, да не беше меѓународната криза, светската криза од 70-тите, 80-тите, немаше да пропадне социјализмот. Така што на некој начин е сплет на несреќни околности, и зошто е тоа многу важно, затоа тука што зборуваме, извини Бранимир, тука зборуваме за општо за социјализмот на секаде. Социјализмот Меѓутоа, во Источна ако Европа. слушаме луѓе кои што живееле во социјалистички држави, во, да кажеме, СССР или во Југославија, не слушаме исти приказни. Јас имам пријатели доста од Полска и од другите држави кои што порано биле дел од тој сојуз, и тие навистина живееле сиромашно и многу лошо, додека имало тука разлика, слушаме дека имало и добри работи. Сега прашањето е дали биле сите исти системи, Не, социјалистички, апсолутно ние ги не. изедначуваме. И второто, веројатно, да, кај сите убицата е комбинацијата од трите тие отровни состојки, кои што и самиот систем ги предвидува. Апсолутно немало еден социјализам, многу биле различни системите. Не мора да идеме, не знам, до Советски сојуз или некои други такви земји. Земјата е Југославија и Албанија. Албанија има тотално различен комунизам од нашиот. Они биле многу затворени, херметички затворени. Немале ни коли. Бев пред, Да. не знам, ми кажува некои пријатели, сега бев во Тирана пред месец на некој настан, ми кажуваше пријателка на конференцијата што беше, вика, ние не знаевме што е морска храна, што се риби. Не знаевме дека тоа може да се јаде. Као имаме море околу нас, ама не знаевме дека тоа може да се јаде. Тоа А го сега јаде велат само дека сиромашните, одлично да. ги подготвуваат и дека Сега тој им е имаат хитот, се. сега тој им е хитот, Да. као секогаш кога идеш во Албанија, јадеш морска храна као најдобра, најефтино на све. Вика, тоа пред 30 години го јаде само сиромашните, кога нема што друго да јадат, не знаевме ни дека се јаде тоа. Дали е Така што добро, сакам да. да кажам дека бил многу различен нивниот социјализам од нашиот. Друго што сакам и тоа е еден од наодите на тој друго истражување што го правевме во склоп на овој проект, кој што мереше, кој што гледаше како се живеело тогаш, дали стварно имало подобрување на животот или не. Првиот наод е дека не се сите системи исти. Вториот наод што мислам дека е многу важен, посебно за нас од Југославија, дека навистина имало подобрување на животниот стандард, на квалитетот на живот во тоа време. Посебно во Југославија, конкретни индикатори. Не зборам сега за БДП, за некои такви апстрактни термини. Имавме таму податоци колку се трошеле производи, колку се јадело, на пример. Месо, на пример, месо по глава на жител, потрошувачка на месо по глава на жител. Во 60-та година во Југославија се трошело се јадело по 70 грама месо дневно по глава на жител. Крај на 80-тите тоа се зголемува на 170 или така нешто. 2,5 пати се зголемува. Значи тоа е Значи огромен немало пораст. вегани. Па имало, апсолутно имало подобрување и кај зеленчуците апсолутно. Кај јадењето на потрошувачката на зеленчук, ама го спомнам месото пошто најмногу луѓе може да се идентификуваат со него. Значи за 3-4 децени вие да имате подобрување од 2,5 пати, тоа е навистина огромен пораст. Други индикатор што правевме, земавме вкупна потрошувачка на храна на тие луѓе, тоа е еден од индикаторите на квалитет на живот, што го користат тие антрополозите и економистите историски, и мерат калориски внес, односно колку калории внесувате во просек дневно. И гледаме дека во Југославија подобрувањето на калорискиот внес од 60-тите до 90-тите било околу 30% пораст. Значи тоа е голем пораст. 30% подобрување на калорискиот внес во период од 30 години е значајно подобрување. Ниедна друга земја од Западна Европа нема толкаво подобрување во тој период. Италија, споредувавме со 4 земји, со Австрија, Италија, Германија, Франција, само Италија има околу 20 и нешто посто подобрување на тој калориски внес, другите се околу 10%. Значи стварно имало подобрување на животниот стандард во Југославија. Други И индикатори. тоа веројатно луѓето го помнат, го зборувале и останало Значи не е да само не го мит. пренесат. Не е само мит дека ние тагуваме поминатото, него стварно се живеело добро. Други индикатор само спомнавме здравство неколку пати. 60-тите години Југославија има 8 доктори на 10.000 жители. Тоа е релативно низок индикатор, низок процент. Крај на 80-ти тоа се зголемува 3 пати, има 23 доктори на 10.000 население. Значи 3 пати да се зголеми бројот на доктори во период од 3 децени, тоа е стварно значајно подобрување. Така што се подобрувало тоа, луѓето го гледале тоа и затоа сметат, голем дел од луѓето сега се уште сметат дека тогаш се живеело добро, па голем дел од луѓето сметат дека дури и се живеело и подобро отколку што се живее денеска. Сега кратко, те молам одговарај ми пократко, меѓутоа сакам уште неколку работи. Зошто Австрија ги прави овие истражувања?
Затоа Така, зошто Националната банка ги прави овие истражувања? Ние сме го имале тој систем, логично да ги направиш истражувањата, веројатно да видиш што било добро, што било лошо, батали го лошото. Реално има многу работи кои што не биле идеални, затоа и пропаднал системот. Меѓутоа, може би имало некои добри, да кажеме, работи, дали образование, здравство, кажавме и така натаму, кои што биле, може би, подобри од она што го имаме сега. Австрија, како европска земја, зошто го прави ова истражување? Што сакаат да видат, за да си се подобрат? И текнува на една изрека, кога учевме историја, една од професорите ни кажуваше зошто историјата е важна. Историјата е учителка на животот. Тоа и мене ми го кажуваше мојата учителка. И австриците го сватиле тоа, знаат дека од историјата можеш да научиш доста за иднината, не за минатото. Не толку гале како се живело пред 50 години. Да. Важно е како можеме тоа да го искористиме за да живееме подобро во иднината, во наредните 50 години. Особено сега кога гледаме враќање на одредени работи, можеме поподготвени да ги пречекаме кризите, нели екстремната десница која што се развива и така натаму, може општеството да се поспремни што ќе им се случи следно од примерот што постои. Апсолутно, значи таму има во Австрија постои тоа сваќање, таа свесност дека знаењето е корисно, дека науката можеби не знаеш во моментов што ти значи, ама некогаш ќе дознаеш. И дека треба да се вложува во тоа. Секој што сака да прави истражувања, да се занимава со такви работи, треба да го подржиш. Можеби не знаеш зошто, ама ќе се открие по некој време. Некош и нема ни да биде тоа, некош науката е бескорисна, ама нормално е тоа. Не секој истражување е корисно на долгиот рок, ама често пати е корисно. И тие тоа го знаат. Значи Австриската банка конкретно за ова истражување, она нема никаков директен интерес. Него има таква политика, секоја година даваат не знам колку, 5 милиони евра, карикирам со бројкиве, на истражувања. И тие истражувања ги поделиле во 10 тематски области, не знам, историја, монетарна политика, појма нема, и аплицираат институтите со проекти за секој од овие области и тие ги оценуваат проектите и викаат ќе дадеме сега на овој проект што е на таа област, ќе им дадеме истражување. Често пати тоа нема никаква врска со Народната банка, со Австриската народна банка, тие нема да имаат никаква корист можеби од тоа, ама некој друг ќе има. Така што тоа сакам да го кажам, тоа е многу важно да се разбере. И не само економијата, туку вкупно општествениот живот, социјалниот живот. И тоа треба да го сватат и кај нас луѓето, не само политичарите, туку и обичниот човек, дека често пати дека државата мора да ги поддржува тие работи. Да во наука, во истражување, во иновации не вложуваат приватни лица, вложуваат понекогаш многу малце. Ама во суштина, можеби во Америка вложуваат, има таква дури во Америка главните оние фундаментални откритија секогаш се од страна на државата. Сите патенти, сите најголеми откритија, најголеми патенти се поддржани од страна на државата. Државата секогаш ги прави оние фундаментални истражувања, базни истражувања кои што никој друг нема да ги прави, затоа што на фирмата не е исплатливо да вложува во фундаментални истражувања, во основни истражувања. Приватните фирми вложуваат кога ќе дојде до фазата да се маркетизираат, односно да се пласира на пазар. Многу беше интересно, они имаат создадено таков малку различен мајндсет, веројатно државата тоа го прави преку образованието, затоа што имав можност да одам во средно училиште и на факултет, уште во образование им ги внесува тие, да кажеме, мисли како одговорност кон државата, одговорност кон, да кажеме, науката и така натаму. Имаше примери каде што приватни компании даваат пари на истражувачки центри, не смеат да им влијаат што ќе истражуваат, тие прават истражување, но компанијата има право прва да го види. И тука они си наоѓаат, да кажеме, придобивка затоа што гледаат истражување и викаат, ова можеби ќе ми одговара, и секогаш најчесто се наоѓаат такви примери каде што може нешто да се маркетизира и да не може први ќе го знаат како напредок, како... Јасно, ама тоа се големи компании, мислам дека кај нас воопшто нема логика да зборуваме за такво нешто, мислам дека државата треба тоа да го направи, но најголемата болка сега ни е одселувањето. Ти си чист пример, ама има и многу други примери на луѓе кои што се одселуваат, често тоа се паметни луѓе кои што лесно може да најдат работа било каде во светот, и тие се луѓето кои што на крајот од денот треба да го носат прогресот во државата. Сега како да ги задржиме и како да стане Македонија поатрактивна локација за
овие луѓе? Си правил истражувања за миграција, за тоа и те прашу. Да, една од темите која што е покрил нашиот институт баш онака солидно се Добре. миграциите, односно доселувањето и селувањето, тие такви работи. И прво тука што сакам да го истакнеме дека мора да се на некој начин демистифицира темата на миграција, односно на иселувањето. Иселувањето е најнормална работа, миграциите се најнормално нешто. Ама ако Луѓето нема од секој се доселување? движеле. Па во ред некој ќе се одсели, некој ќе се досели, некои места ќе се намалуваат, некои други места ќе се зголемуваат. Тоа е се најнормално. Не треба да се прави, не знам, паника од тоа што во Македонија има тренд на иселување. Тоа што се случува конкретно во Македонија Бранимир, сега. ако живееш во место што се празни, тоа влијае на квалитетот на живот. Моето прашање не е толку дали ќе постои апсолутно, ти самиот кажа, село, град, секогаш Така. кај нас постоело, па следно било, да кажеме, град Скопје, град Виена и така натаму, значи тука нема такви граници како што ние си ги замислуваме, луѓето одат на подоброто место за живот. Така. Но подобрите држави враќаат и град, село, ги развиваат и силата, има некакво функционирање. Моето прашање е како ние да станеме атрактивни за луѓе. Зошто? Викаме не треба да биде страшно. Ама страшно е. Ако отидеме во помало место, младите таму немаат никаква социјализација, нема исплатливост да отвориш не дискотека, клубче мало нема исплатливост да отвориш. добро, па и нема Понатаму, ама зошто? Зошто да се влоши животот на луѓето кои што едноставно живеат во помали места? Можеби заради родителите, заради желба. Иселувањето е последица на други проблеми. Точно. На тоа што не се живее добро, на тоа што 30 години се водат погрешни економски и Е секакви како сега во социјални 5 политики. години да го смениме? Не можеш да го смениш во 5 години, Во колку? ама не, на долг рок, ама можеш да почнеш да го менуваш. Тука друго што е интересно, што сме го правиле како институт, цела Источна Европа, сите 20 и кусур земји имаат намалување на населението, имаат иселување. Само 6 од тие земји во последниве 30 години го свртеле трендот, односно тркалото и почнале наместо да губат население да растат. Тоа ми е Прво тоа го прашањето. направија, прво тоа го постигна Словенија, Така е. после тоа Естонија, последниве години, не знам, Чешка, Хрватска, Литванија и Романија. Последниве 2-3 години Хрватска и Романија го направија тоа, претходно овие другите земји. Како го постигна тоа? Со привлекување на луѓе од други земји. Конкретно Словенија, што не е многу блиско на нас тука, луѓето од другите балкански земји, југословенски држави, почнаа да одат во Словенија. Словенците се селат во Германија, Австрија, Англија, каде и да е. На нивно место доаѓаат Срби, босанци, во последно време македонци, па дури Многу, албанци. да. Да. Така што слично и во другите земји, во Хрватска моментално, оно што ми е најинтересно сега, многу срби се доселуваат во Хрватска сега. И вика дека е најнормално, мислам, бев во Загреб пред месец дена на некоја конференција, вика дека е најнормално. Ако се тргне национализмот на страна, стварно е нормално. Ако Да. има подобри услови за живот, луѓето тука се културолошки се разбираат и со разговор, и за мене треба да е нормално, ама ете. Да, И луѓето значи, почнале така да мислат. Ама кога почнуваат луѓето да доаѓаат да се доселуваат, кога ќе се сменат условите за живот, кога ќе почне да се живее добро во овие средини. Нема да ги Така е. вратите странците, нема да ги вратите оние што се иселиле Некои од ќе ваша се земја. вратат. Многу Ние малку. истражувавме Многу дека малку. луѓе сакаат, например, во Пелагонија да се вратат. Мене тоа ме изненади. Така е. Не, некој ќе се врати апсолутно, ама нема сите да се вратат. Она што може да се направи за да се спречи тој демографски пад е да почнат да доаѓаат луѓе од други средини и вие како држава за да го постигнете тоа треба да ги подобрите животните услови овде, се она што го зборевме до сега. И плати, и здравство, и све друго што го спомнавме, но она што е многу исто така важно е да се работи на интеграција на тие луѓе. Пак ќе ја спомнам Виена и А Австрија. дали има некои Виена- екстремни мерки што ги направиле од типот на јас доста размислував на темата, не знам, еве во многу земји има лошо породилно. Во многу земји нема добри градинки, дури и во напредни земји, но особено во оние кои што не се многу напредни. И сега тоа и не е така скапо за државата да го обезбеди услови за семејства. Па после ќе мораш парк, ќе мораш и училиште, не може само градинка, пошто бидејќи тие деца ќе пораснат, но автоматски привлекуваш семејства. Да не ги делиш кои семејства се од каде, какви семејства, зошто, дали дошле од било која држава тука,
туку ние ви даваме се што ви е потребно за да почнете семејство тука. Тоа не е политики на интеграција, тоа што почнав да го кажам. Значи многу е важно да ги интегрирате луѓето што ќе ви дојдат во државата. Добре. Интеграцијата значи да им обезбедите практично се што им треба за да имат нормален живот, вклучувајќи и социјализација. Значи јазик да учат, но и да се дружат со локалците. Така. Затоа што само на тој начин тие луѓе може да станат дел од системот, односно да се чувствуваат како прифатени од државата И да ја засакаат државата. и да ја за засакаат, останат. и точно така, но и да се намалат сите оние тензии, да кажеме да се намали онаа ксенофобија која што локалците секогаш имаат кон странците. Австрија е повторно добар пример за тоа, затоа што како прво гледат, Австрија има раст на населението. Во Виена конкретно секоја година 50.000 расте населението. А тоа се случува не затоа што ти имаат висок наталитет, не, туку затоа што доаѓаат луѓето од странство и имаат имиграција, има доселување таму. Ние број на деца по глава на жена не се има драстично намалено во претходните години. Населението се намалува само заради Така е, иселувањето е проблем. Сакав да кажам дека секаде и во Западна Европа е иста приказната. Да кажеме, во Австрија конкретно, ние австриците, ако можеме така да ги наречеме, паѓаат, односно тие имаат низок наталитет и слично, нивниот број се намалува, но доаѓаат други луѓе од други земји и затоа вкупната држава расте. И тоа ја менува и нацијата, затоа австриската нација денеска не е иста како пред 50 години или германската на пример. Тоа треба да се прифати, но исто голем проблем во Австрија што интеграцијата крахираше. Киксна интеграцијата, никогаш не беше спроведена добро и затоа ги има и овие тензи што ги спомнав на почетокот со екстремната десница, со прифаќањето на имигрантите и се поврзано со тоа. И ние треба да учиме од тие грешки, значи да ги коригираме нивните грешки во смисла да ги интегрираме луѓето кои што ќе ни дојдат од странство. Постојат и други работи кои што се многу важни да се направат кога е миграцијата во прашање. На пример, треба да се смени тој пристап као миграцијата е штетна. Не, миграцијата не е лоша. Добро е ако има македонци кои што се квалитетни, кои што се добри доктори, научници, што и да е некаде во светот. Многу актуелна теза моментално во тие кругови, во круговите истражувачките кругови за миграцијата е циркуларната миграција. Што значи тоа? Тоа значи имате македонец кој што е доктор во Германија, работи на некоја клиника, тој нема да се врати. Има многу. Тој нема никош да се врати во Македонија да живее стално. Можеби кога ќе се пензионира на стари години. Ама сега нема да се врати затоа што професионално не му е предизвик. Ама она што може да го направи е да дојде во Македонија да работи месец-два секоја година, да се договори со државната клиника да работи. Секој ќе сака да го направи. Тоа ја тргнувам од себе на пример. Тоа во Литванија го правеле во Народната банка каде што тие не носеле своји луѓе кои што се во странство. Ние имаме многу примери на навистина успешни наши луѓе кои што може лесно да се донесат, брзо да пренесат знаење, ја знаат состојбата тука. Тоа е супер идеја. Тие носеле на пример германци, ги вработувале, ги плаќале, им давале секакви поволности за да го пренесат знаењето. И меѓутоа, покрај тоа што ќе работите во институцијата, вие имате обврска да кажеме и да предавате на некој факултет, да го пренесувате знаењето. Така што ова е многу интересна теза, веќе сме ја дискутирале тука, така што фала ти што и ти ја отпочна. Драган ја промовираше што работевме со него исто така неколку пати во насока на тоа дека треба и таа диаспора да се користи, но и кога збориме за миграции и миграции на странци, да зборуваме и за оние луѓе кои што се на високи позиции, паметни, квалитетни, да донесат нешто плюс. Друго многу интересно тука што се прави во некои земји веќе е да се искористат, не знам, локалните бизнисмени кои што се, не знам, директори или што и да е на високи позиции на западот, да инвестират овде во Македонија. Да има некои проекти во некои земји се применува, државата дава да кажеме 1 евро инвестиција за секоја евро инвестиција која што ќе го направи некој од нашите луѓе во странство. И на тој начин правите мрежа, ќе најдете, не знам, 100 луѓе, македонци бизнисмени, кои што ќе вложат, не знам, секој по, не знам, карикирам, 1 милион евра, државата ќе вложи уште 100 милиони евра и ќе се направи некоја голема инвестиција, нешто големо заедничко. Така што постојат такви некои проекти, идеи кои што се иницијативи кои што се прават во некои други земји и повторно ќе кажам, не треба да се измислува топла вода, само треба да се види што направиле другите земји по ова прашање и ние тоа да го спроведеме. Ајде да завршиме со Европска унија, бидејќи си сега македонец, европјанин на некој начин затоа што живееш во Европска унија, меѓутоа неодамна си отиде, така што и тука и си работел, и си живеел, и си функционирал. Што може да направи Европската унија кон нас во делот, затоа што има дефинитивно расте таа разочараност од должината на процесот, од чекањето и така натаму, но и што е она, дали за нас има и постои друга опција?
чисто твои некои гледишта на ова, меѓутоа бидејќи работиш баш Западен Балкан, сте работеле геополитика, геоекономија и такви истражувања, што е она што треба да е следно во односот Македонија и Европска унија? Значи, кога се збори за Европската унија, проблемот, барем според мене, е што во Македонија луѓето се делат во два кампа. Едниот камп се оние да кажеме еврофундаменталисти кои што смеат само ЕУ, ништо друго и нема никаква критика, ЕУ е супер. Ништо лошо не сме се спомне за ЕУ, а вторите се евроскептици кои што го ЕУ е катастрофа, мора да пропадне, не ни треба. Значи нема да кажеме тие се затворени во два кампа и нема тука, не знам, размена на мислење или она. Треба да се биде објективен, односно што значи да се согледат и позитивните и негативните страни. ЕУ треба да се критикува апсолутно, но да се критикува конструктивно, со намера да се каже што треба да се направи, а не само да се плука по тој. Исто така треба да се критикуваат и нашите политичари во врска со тоа што го прават за ЕУ. Проблемот е што као прво постои неискреност на двете страни. Да. Целото на приказна од страна на ЕУ дека европски вредности, не знам, демократија, човекови права, не знам што, тоа што го зборат, не го применуваат конкретно на Македонија. Да. Не беа искрени. Не може вие 20 години чекаме да ги почнеме преговорите за Европска унија, Украина ги почна за една година. 20 години, прво ни вика, не знам, решите го спорот со името, сменете го името. Го направивме тоа. Сега направете го ова, ставите ги бугарите во усавото она, значи тоа какви европски вредности се тоа, така што здрава е таа критика дека Европска унија не беше фер кон Македонија. Но од друга страна, треба се критикуваат и нашите политичари затоа што тие никогаш не беа искрени да ги направат, тие никогаш не сака да ги спроведат реформите кои што беа потребни, кои што се потребни за да ние влеземе во ЕУ. Ние можеме да ги правиме реформите и сега, кога не сме, да кажеме, кога формално не сме ги почнали преговорите со ЕУ, ние можеме повторно да ги правиме сите тие реформи што ни се потребни, ама никој не сака да ги прави. А не сака да ги прави затоа што моќта на конкретните политичари кои што се сега на власт ќе се намали, ќе падне кога ќе се направат тие реформи, затоа што идејата на тие реформи е да се демократизира општеството и да се намали автократијата, да се намали таа централизирана моќ во рамките на да кажеме оние што се наврват. И затоа не сакаат нашите политичари да ги направат реформите, затоа што на некој начин се ја сечат гранката на која што седат. Така што треба да се критикуваат и двете страни апсолутно, но главното прашање според мене е што треба да се направи сега за да се помрне процесот. Европска унија треба да покаже јасна, да прави јасна порака и на Македонија, на целиот Балкан, дека се грижи за него и дека сака да го интегрира. Можеби не може финансиска порака или друга било каква порака, Добре. можеби не може сега да даде целосна интеграција, односно влез во ЕУ за сите земји, но она што може да го направи, тоа ние како институт го заговараме веќе неколку години, е да го вклучи Западен Балкан во буџетот на ЕУ. Тоа ќе значи дека средствата кои што ги добива Западен Балкан од Европската унија, сега тие ИПА фондови што се кажуваат, кои што во Македонија сега не знам околу 200-300 милиони евра годишно или колку и да е, ќе се зголемат 2-3 пати. Ако сме зимали до сега, не знам, 300 милиони евра од ИПА фондови секоја година, кога ќе бидеме вклучени во буџетот на ЕУ, ќе земе по 1 милијарда. Ќе се зголеми тоа значајно. Така што тоа е она што треба да се направи. Од друга страна, тоа нема да значи ништо за буџетот на Европската унија, затоа што тоа е преголем и она што е делот што е за Балкан, многу малку ќе се намали. Така што тоа е она што може да го направи конкретно Европската унија, што се однесува до балканските земји. Тоа што тие може да го направат е да се фокусираат на реформите што се потребни за членство на ЕУ сами, без формално да бидеме членки на ЕУ. Така, се сложувам и јас искрено верувам дека тоа е патот, дека нели зборуваме за тоа како, да кажеме, некои луѓе патат по Југославија, други луѓе патат по нешто друго, но во моментов, ако се погледне што е на маса, кои се земјите, системите и како функционираат, се уште и сепак европските држави најдобро функционираат и е најдобар квалитетот на живот за мнозинството граѓани, па ако се гледаат и градовите каде што луѓето највеќе сакаат да живеат, на таа листа најчесто се наоѓаат градови од сепак од западни држави, дали се тоа европските држави, некои градови не има само и во западни, САД, меѓутоа дека тоа се европски градови. Да и тоа европски градови затоа што постои она што ти го кажа, веројатно и тој страф од револуција и тоа балансирање да се биде фер и да им се даде на луѓето назад за нивните даноци и за нивниот влог во економија. Тоа сакам исто сега да го спомнам на крај, значи Европска унија поминува низ криза последниве неколку години, особено по војната во Украина, по почетокот во војната во Украина, затоа што таа е попогодена од тоа, од Америка, затоа што прво нема своја енергија и многу една од причините и поминува низ
апсолутно низ криза, тоа се гледа. Германија има 2 години рецесија, Австрија исто автоматски ние така, поминуваме низок низ економски криза. раст, апсолутно. И тука нема никаква дилема. Трендот е дури подолгорочен. Например, ако земете пред 20 години, колкав дел од светскиот БДП се генерирал во ЕУ, тоа било околу 1/4, 25%. Денеска тоа е 17%. Значи, тој тренд значајно се намало континуирано. Од друга страна расте Кина. Кина пред 20 години даваше 3-4% од светскиот БДП, денеска дава 17%, исто колку што дава ЕУ. Така што јасно е дека Европската унија е, да кажеме, надолу, иде надолу, и не мора само низ призма на БДП да се гледа. Земете технологија. Европската унија нема нигде во било која врвна технологија денеска, не знам. Мобилни телефони немате европска марка. Компјутери, чипови нема европска марка. Нема вештачка интелигенција, нема. германски. Па нема, значи пред 20 години имаше, не знам, и Siemens, и Ericsson, и Nokia, и не знам, Alcatel. Денеска нема, денеска се, не знам, или Nokia или исто така Samsung. заборив, или се Samsung, или се iPhone, или у последно време кинеските телефони. Значи, ако ги земеме мобилните телефони, да не зборам за другите. Ама, значи, нема дилема, сакам да кажам, од една страна, јасно е дека Европската унија поминува низ криза, но, она што луѓето честопати го заборава дека и покрај тоа, Европа е сепак најдобро место за живот. живење, така. Најмногу мигранти привлекува Европа, привлекува многу повише мигранти секоја година отколку Америка. Во сите рангирања, како што спомна и ти за квалитет на живот, европските градови се на врвот. Прашете ги луѓето каде сакате да живеете, сите ви викаат во Европа. Има најдобро здравство, а во Америка здравство не постои, јавно здравство не постои. Таму 30 милиони луѓе немаат никакво здравствено осигурување. Во Европа тоа го нема. Така што образованието, универзитетите се бесплатни. Во Америка зимате студентски кредити и го враќате цел живот или продавате бубрек за да го отплатите. Во Европа не е така. Така што сакам да кажам дека секојаш има две страни на медалот или на два таса на вагата. Од една страна да Европска унија поминува низ криза, но од друга страна сепак е најдобро место за живот се уште. Она што треба да го постигнеме да го задржиме ова второ, да Европска унија да го задржи својот хуман карактер, односно се уште да биде најдобро место за живот, ама малку да е подобри својата конкурентност, да стане технолошки понапредна и да биде можеби не лидер, ама еден од лидерите во сите овие врвни најважни светски технологии кои што ги спомнав претходно. За тоа да може да се случи, потребно е да има реформи во Европската унија, пред се во економската сфера, односно потребен е нов модел на раст, но да не одолговлекувам сега со тоа, сакав само да кажам дека на Европската унија треба да се согледува критички, но тој критички поглед според мене значи дека таа е сепак во моментов најдоброто место за живот. Апсолутно, што ми живееш таму, тоа е очигледно. Ти благодарам, ова навистина се теми кои го вртат светот и се надевам дека бевме интересни, малку економски, малку политички, ама реални. Фала ти. Благодарам, интересно ми беше и на мене.